Дали знаете дека во 1854 година во селото Идвор во Банат е роден Михајло Пупин, научник на светски глас? Дедото Арсеније Пупин, кој живеел во Вевчани, заминува во Идвор, Србија, каде го добива синот Константин, татко на Михајло. Постојат информации дека мајката на Пупин, Олимпијада, потекнувала од Охридскиот регион. Денес спомен куќа на светски познатиот научник Михајло Пупин се наоѓа во Вевчани и е целосно обновена. Во 1914 година Пупин формирал фонд Олимпијада Пупин. Средствата биле користени за стипендии за децата од Стара Србија, но и како помош за Македонија. Во 1921 година Пупин во Љубљана нарачал да се излие камбана тешка 2300 килограми на која пишува: Михајло Пупин, професор на Колумбискиот универзитет во Америка. Божествени звуци разнесетеа славата на паднатите јунаци и раскажувајте му на потомството за нивните големи дела. За паднатите херои на Кајмакчалан, 1921 година. Пупин формирал и фонд за помош на сиромашните граѓани на Охрид од 100.000 динари. Од 1930 година една улица на градот Охрид го носи неговото име. Во едно писмо Пупин му изразува благодарност на градоначалникот на Охрид за одлуката да биде прогласен за почесен граѓанин и испратил и чек од 51.000 динари со желба да се основа фонд Михајло Пупин за годишни награди на ученици од Охридската гимназија. Во времето на председателот на САД Вудро Вилсон, кој се поклопува со поделбите на Македонија во 1912-1913 година, Белата куќа има издадено соопштение дека САД не сакаат да видат поделена Македонија. Се смета дека голема заслуга за овој американски став имал Михајло Пупин. Како специјален пратеник на американскиот председател, Пупин учествувал во подготвителните седници на мировната конференција во Париз, залагајќи се Македонија да добие автономија, да стане држава. Во центарот на Вевчани, на Преображение, 19.8.2019 година, свечено е откриена спомен биста на истакнатиот светски научник. Бистата е донација од фондацијата Младен Селак од Србија. Со спомен бистата се заокружи таа славна приказна и пиететот што вевчанци го негуваат кон Михајло Пупин.